Почитувани гледачи на МН телевизија, ново издание од спортскиот магазин Трибина, кој што од самиот почеток го посветивме на македонскиот спорт. Во ова издание разговараме на тема билјард и за тоа што Штип го доби првиот професионален билјард клуб. Ќе разговарам со двајцата основачи практично во ова емисија, ќе биде поделена на два дела. Во првиот дел ќе разговарам со Љупче Козаров, еден од основачите на билјард клубот Штип. Најпрво благодарност до вас за одвоеното време и за прифатената покана да поразговараме за билјардот, меѓутоа како професионален спорт. Благодарам за поканата во вашата емисија и се надевам дека ќе ви одговориме на се што станува збор за билјардот во нашиот град и билјардот како ние го разбираме како спорт. Така. Идејата да се основа професионален клуб во билјард. Значи збораме за клуб, не она рекреативно што го знаеме, нели народски кажано, да, по флиперчиња за да играме билјард. Значи идејата за наш клуб со Кире од секогаш е била, дури ние цело време и наоѓавме некој си тип на маси за да ставиме во наши простори, но секогаш имавме проблем со наоѓање простор. И така до пред 2 години, кога за прв пат се појавивме професионално на државен турнир во билјард, видовме дека ние сосем на различни маси играеме и сватевме дека нашите маси што ги користиме тука во нашиот град, така, се помали во димензија, а додека професионалните се поголеми и се подобри и пофункционални за игра. Така, кога се појавивме прв пат на турнир, веќе свативме дека сакаме да најдеме нешто попрофесионално и почневме да пребаруваме и ја најдовме идеалната маса според нашите услови. Така. И ја договоривме и почнавме да бараме простор. Кога најдовме и простор и се, тогаш веќе остваривме и ја зедовме масата и ја сместивме и го почнавме да го реализираме тој план. Така. И сега кога зборуваме за маса, што се е потребно како опрема за да може еден надпревар да биде, нели, професионален? Спомнавме професионална маса, што се друго офаќа како опрема овој спорт? Значи има различни типови на маси, односно има маси од 5 фита, 6, 7, 8 и 9 фита. Ние до пред 2 години сме играле се на 6 на 7 фита, односно тие маси што располагаме со нив во нашиот град. Професионално се игра на 9 фита маса. Таа е малку попрофесионална, поголема, многу за разлика од другите и самата маса е малку и поскапа и бара попрофесионална опрема. И сега кога зборуваме фита, што значи тоа? Да ја појаснаме на гледачите или оние кои што практично не се толку многу запознани со овој спорт. Што е разликата? Значи 6 фита е маса со димензии од 2,20 долга на 1,40 м, додека 9 фита, нашата професионалната, е долга 3 метра на 1,60 м. Тоа е разликата и е малку и покомплицирано, потешко, но попрофесионално. А што друго има како опрема која што ја користите? Значи, за самата маса да биде функционална, прво е потребна квалитетна чоја, односно подлогата горе на плочата за да биде по-добро за играње, да има подобар контакт топката со масата. Спунтовите, односно нели гумите што одбиваат топките од спунтовите се многу битни, за да на толку голема маса да не мора да задаваш поголеми и појаки удари. Тоа е многу битно и сепак битна е и опремата, односно играчите што ја користат штеки, топки, капица на штеката сама и техниката е најбитна. Така. Е сега кога зборуваме како изгледа еден тренинг, како ствари изгледат, како вие се подготвувате, колку време може би поминувате, нели знаеме на фудбал, нели ако одеме оние што се по популарни спортови, најчесто тренингот е 1 до 2 часа, кошарката, ракометот, колку време ви е потребно за да се подготвите или како изгледа всушност еден тренинг? Значи до пред 2 години ние не сме имале сами тренинзи, туку сме играле меѓусебно. До пред веќе од кога зедовме наша маса, наш простор, секој тренинг се одвива индивидуално. Значи ние си тренираме сами, вежбаме техника, контрола на топка, удар, форвард, беквард. Значи техниката е најбитна на целата игра. И сега кога зборуваме за билјардот како професионален спорт, каков е интересот во Штип за билјардот? Со оглед на фактот дека сте релативно нов и прв клуб, има ли интерес кај младите? Значи, кај повозрастните нормално?
Значи билјардот се уште не се сериозно сваќа во нашиот град, но полека откако ние веќе го отворивме нашиот клуб, интересот се зголемува малку но значително. Така. Значи гледаме има интерес, се пријавуваат за да бидат членови во нашиот клуб млади дечки, повозрасни, љубители на спортот и сите што имаат желба нешто повеќе да научат и да напредуваат. Така. Има ли интерес кај дамите или кај понежниот пол? Па, сега за сега во нашиот град нема, но на овој турнир сега што бевме минатата недела во Скопје, за прв пат имаше учество девојка од Така. Прилеп, мислам дека беше, и Билјард Федерацијата на Македонија ја упати специјална благодарност за нејзиното учество. Така. Значи, гледаме да го развиеме малку спортот и во понежната страна. Значи отворена е можноста секој од Штип кој што е, нели, секоја девојка може да дојде и да биде ваш член. Секако. И сега кога зборуваме за членови, која е некоја можеби најидеална возраст да се започне со билјардото? Има ли кој е можеби на вашиот најмлад член? Значи нашиот најмлад член моментално е 18 години, но идеална возраст за да се започне со овој спорт е определено на висината. Значи така. Кога веќе имаш идеална висина, можеш да почнеш да напредуваш, да вежбаш за да бидеш, нели, поуспешен. Так. Колку си помлад, толку подобро можеш да научиш, да Так. примаш, нели, информации. Така, совети, мислења, така. И сега колку членови има кај вас во клубот? Значи, на почетокот ние почнавме, јас и Кире, мојот колега, но одма за самото отварање почнавме со 5 луѓе, 5 членови. Така. И прилично брзо за неколку месеци нашата бројка се зголеми на 13 члена. Така, значи интересот може да кажеме дека веќе полека се зголемува. Значи интересот полека, но сигурно расте. Значи пак да разграничиме, вие сте професионален клуб кај што доаѓаат само членови кои што ќе започнат професионално, не е рекреативно да некој си плати термин па да игра. Не, значи ние сме членови, сите на професионален билјард клуб, што сите сакаат да напредуваат и натака, нели, да имаме и напредок и успеси во Билјард Федерацијата на Македонија, па да се надеваме и пошироко на Балканот, Европа и така. И сега ако ќе начнеме тема финанси, скап ли овој спорт? Значи индивидуално овој спорт може да биде многу скап, бидејќи е потребна подобра опрема за да бидеш по-професионален и да имаш полесна игра. Така. Самата маса е исто прилично скапа, што бара одржавање на секој, да кажем, 4-5 месеци. Не е ефтино, но ние меѓу себе членовите полека Така. се финансираме, па и со некоја помош од градот. Така. Зошто да не и Нешто повисоко да има. И нешто повисоко. И сега кога зборуваме за членовите, констатиравме интерес има, клубот пополека се развива, еден ден можеби просторот кој што го имате сега ќе биде мал, па можеби ќе треба да се размислува и за втора маса. Какви се плановите за иднина? Значи плановите за иднина се ние да се проширеме прво со членови, па потоа меѓу себе членовите да размислуваме за проширување на втора маса, па и трета и така натаму и да се префрлиме на поголем простор и за да може и да организираме и повеќе турнири и повеќе да има простор за секој член за вежбање. Така, и сега кога дојде некој нов член, кој што е можеби играл билјард, да речеме рекреативно, доаѓа кај вас, дали вие заедно сте негов тренер, му помагате, го учите, тренирате со него? Значи ние моментално од искуство ние покажуваме дел од вежбите што треба за да се одвива една игра правилно. И го оставаме членот прво да видиме што тој знае сам, па полека со техника, со покажување, со применување на правилни удари, гледаме таа игра да дојде до некоја совршена игра и так. Да напредуваме нагоре. И сега дали пример некој ако дојде, пример јас ако дојдам кај вас како член, да кажем, или било кој друг,
Дали имам потреба да донесам некоја опрема, сам да ја набавам или тоа го набавува клубот? Односно вие возможувате таа опрема или заеднички доаѓаме на тоа да треба да се обезбеди опремата која што ќе биде потребна нормално? Значи, клубот си располага со опрема, како масата и топките што мора да ги има, и имаме неколку стапови, односно штеки за билјард што мора да се наоѓаат во клубот, бидејќи некои од членовите немаат собствени штеки. Така. Инаку членовите сами си набавуваат идеална штека, бидејќи на секој член мора да има негова собствена штека на која ќе му легне, која ќе му иде неговата игра со неа. Значи сите си имат индивидуална опрема и мислам дека така е и најдобро. Значи, може да констатираме дека има различна штека, односно која што се разликува од едно до друго според перформансите на еден играч, претпоставувам. Значи, самата штека збори за целата игра. Значи, секоја штека има по-професионална штека, што има по-избалансиран удар, помалку deflection, ние што викаме, подобра капица за помек удар, за потврд удар, и има различни штеки, има штека за разбивање, брейк штека, има джамп штека за скокање, за правилни скокови, и нашата најбитна штека, штеката за играње. А кои се можеби вашите позначени успеси лично како играч? Па, за мене најдобар успех е самата појава во билјард организацијата на Македонија, што гледаме да настапуваме на секој можен турнир што се организира. Но најзначаен успех што го имам е освоено 5-то место во купот, во првиот куп на Македонија во 2024 година, организиран од страна на Билјард Федерацијата на Македонија. Од 92 играчи, 5-то место со многу силни противници, со прикажана многу добра игра, стабилна, и тоа ми беше најголемиот успех моментално, па да се надеваме дека ќе биде уште поголем во иднина време ќе гледаме да освоиме и пехари, медали. Така, и сега кога одите на тие турнири државни низ цела Македонија, претпоставувам, каков е интересот во другите градови? Ете, Штип го дојде за прв пат билјард клубот, можеби претпоставам дека во поголемите градови има веќе клубови кои што постојат години назад, претпоставам можеби сте во контакт со некој нив да земете мислење, совети, идеја и така натаму. Значи, пред 5-6 месеци имаше пресконференција на главниот организатор на БФСМ, и тој објави дека нашите најголеми градови, односно 10 најголеми градови имат собствени клубови, само 2 поголеми градови немаат клуб, односно Штип и Куманово, и тоа беше уствари иницијативата на нашето идејата да се настапува клуб, да се настапува и да се основа клуб во нашиот град. Значи веќе и Штипете се приклучува таа карта на билјард карта на Македонија, така. И сега останува уште Куманово, но ние сме среќни што го основавме овој клуб во нашиот град, и сме среќни што и градот Штип ни го дозволи името да го носиме и да го представуваме нашиот град, односно билјард клуб Штип. Така. И сега на крајот ете во финишот со вас во овој дел од емисијата, какви се клубовите во другите градови? Спомнавме дали нека тие веќе постојат години, претпоставам може имаат по 3-4 маси. Дали имате некој искуство, некој совет, некој идеја разменет, дали сте биле дел од некој клуб да видите како тие функционираат, па вие да превземете некој совет, некоја идеја во развојот на вашиот клуб? Значи, ние почнавме прво да го настапуваме нашиот клуб, прво и основно. Запознаени сме со сите клубови и сме сите пријателски односи. Така. Повеќето градови што имаат клубови, од најголеми се Скопје, како главен град, така. Битола, Прилеп и Тетово, така. Па и Кичево има собствен клуб со повеќе играчи и многу поголем број на маси, членови. И кога спомнавме за членови, 18 годишниот најмал член, колку е највозрастниот? Највозрастниот е 74 години, господинот Цане Ангелевски, поздрав до него. И тој присуствува на секој наш турнир организиран од страна на нашиот клуб, и тоа е најголемо
најголемо задоволство што може нашиот клуб да го има, да присуствува најстариот член на секој турнир и остварува сепак и добри успеси. Значи може да констатираме дека ова е спорт кој што не познава граници. Така е. Е сега кога уште едно кратко прашање, кога се подготвувате, колку можеби трае на игра, колку треба да бидете освен нели техничко подковани со тие тренинзи, колку може треба психолошки да бидете спремни, сепак нели се работи за спорт кај што треба и прецизност и концентрација, мир, тишина за да се изведе некоја формула нели за да се стигне до победа. Значи концентрацијата секогаш е проблем тука во нашиот спорт. Ние сами на нашата маса играеме едно, кога отидеме таму на државно првенство, играеме сосем поинакво, таму концентрацијата веќе те удира и друго размислуваш, друго удараш, но гледаме и тај дел да го подобриме, сепак поголем, повеќе настани и затоа и организираме повеќе настани кај нас, за да може веќе да го усовршиме тој дел на концентрација и да бидеме што е можно подобри. Така, ќе ви се заблагодарам за одвоеното време, за што дојдовте, поразговаравме во овој прв дел од емисијата и се надевам дека ќе имате многу повеќе успеси во иднина. Ви благодарам, се надеваме и ние и да се зголемува и бројот на членови во нашиот клуб. Така. Почитувани гледачи, ова беше првиот дел од емисијата Трибина, краток џингл и одиме со втори дел од разговорот. Во втори дел од емисијата Трибина разговарам со Кире Донев, исто така еден од основачите на овој прв професионален билјард клуб во Штип. Најпрво благодарност до вас за одвоеното време и за можност да гостувате во Трибина и да поразговараме сега во делот пред се на тие турнири, на тие подготовки кои што одат и пред се и на вашиот турнир. Здраво, фала прво за поканата во вашата емисија. Па се надевам дека ќе одговориме секој што треба за сите да бидат гледачи задоволени со одговорите. Така, сега зборуваме за делот на турнирите. Колку време вие се подготвувате за да излезете на еден државен турнир? Па вака сега, значи за државни турнири, пак ќе кажам, значи ние сме биле само на 3 до сега. Така. Се подготвуваме прво кој колку може, колку има време. Така. И колку би можел да одвои своето време за тоа да го прави. Така. Али што повеќе ги вршиме тренинзите, така е подобро. Така. Концентрацијата ја добиваш така со повеќе временски тренинг. Тремата ја убиваш полека, мада тоа таму е друго веќе кога идеш, али да речам дека последната недела пред да дојде времето за државниот турнир, тогаш одвојуваме поголем дел од нашето време за да во нашиот клуб ги оствариме тие тренинзи. Така, и сега како изгледа еден тренинг всушност? Колку време поминувате? Еве пример, ако треба денес да одите на тренинг, колку време ќе поминете на тој тренинг? 1 час, 2, 3? Па обично пример околу 4 до 5 часа поминуваме. На еден тренинг, на еден да. Значи примерно идеме навечер обично, околу 19-20 часот и може да се случи и до полног тие тренинзи да траат, пошто бидејќи имаме сега една маса, а моментално на државно првенство идеме само 5 членови од нашиот клуб. И сега ако идеме сите 5 членови во истиот ден, тогаш на една маса малку иде тренингот поспоро и затоа и толку трае до 5 часа некош може да трае. Така. И сега кога одите на тие турнири, каква е конкуренцијата кога зборуваме? Имаме ли добри надпреварувачи во Македонија во билјард кои што можеби дел од тие настапуваат и низ некои европски турнири? Па да. Ние пред да идеме на државните турнири, значи сме мислеле дека сме многу добри во тој спорт. Така. Но доколку кога идовме таму и видовме дека има стварно многу добри играчи и конкуренцијата е многу голема, но сепак еве се трудиме и ние да достигнеме некаде понагоре. Така, за да може да се следи тој дел. Ова е еден пехар кој што го имате, се работи за ова е штипско првенство во билјард, втор турнир, победник и сега тука има дисциплина 10 топки, 10 бал. Да, 10 бал. Што практично значи ова 10 бал? Значи ова 10 бал е фактички дисциплината, играта што ќе се одвива на турнирот. 10 бал е игра која што се игра со белата топка и се окаруваат по редоследен број топките. Се почнува од 1, 2, 3, 4, така се до 10. Така. Тој што последен ќе ја укара во топката со број 10, тој е победник. Така. Значи тоа е целата на играта. Да се укарат по ред, да се внесат во дупките. Медалот кој што е практично. Да, медалот е за втора позиција. Така.
И сега кога зборуваме за ова игратен бал, какви други видови на игри постојат кога е во прашањето билјардот и кои игри всушност ги преферирате вие во клубот? Постојат 3 вида на игри. Осмица, таа што ја знаат сите, полни шарени и црната осмицата да се внеси на крај. Постојат деветка и десетка. Деветката и десетката се исти игри, да кажам, се внесуваат по реден број, 1, 2, 3, 4, 5, така се до 9 или до 10, зависи која игра. Само во играта што е деветка, не мора да го најавуваш секој удар што го правиш во моментот. А доколку во десетката мора да го најавуваш секој удар. Значи ако си замислил таа топка да ја внесеш во таа дупка, тоа мора да го најавиш. Така. Ако се случи да не влезе во таа дупка и влезе во друга дупка, тогаш го губиш редот. Така. А во деветката не е така. Во деветката, да речем, игра на среќа се прифаќа. Така. И сега која е она што најзастапена можеби кај вашите надпреварувачи или кој што мислам односно членови кои што ја преферираат повеќе? Значи ние моментално се раководиме најмногу по тоа што го има на државно првенство. Значи најмногу ја има застапено деветката. Така. И таа гледаме да ја преферираме повеќе кај нас во клубот за да може да тренингот да биде повеќе на таа игра, на таа игра. Али си играат и другите, и осмица и десетка, еви ние нашите турнири што ќе ги имаме. Овој сега ќе биде десетка, наредниот што го планираме ќе биде осмица, значи да биде за од сите игри да има по нешто. И сега кога ги направиме сублимат на сите игри, која е најтешката игра? Најтешката игра е десетка, дефинитивно, и е најдобра, најинтересна и за професионално. Така. Значи, доколку другите игри се малку повеќе можеш и со среќа да си влијаеш на победата. Така. А во десетката тоа го немаш. Така. Значи мора строго да биде твое професионално искуство, ништо друго. Така, и сега кога зборуваме за организирањето на овие турнири кои што ги прави вашиот клуб, кога е следниот турнир и дали може веќе пријавите се отворени, дали може да се пријавуваат надпреварувачи од различни крајеви на државата? Па вака сега, моментално, бидејќи имаме само една маса, моментално турнирот е објавен секаде на социјалните мрежи за членови, за учесници, уствари, од градот Штип. Така. Тој ќе се одржи на 27 април, недела, почеток од 10 часот, па се до завршување на турнирот. Така. Обично трае до полнок, сигурно. Така. Бидејќи ќе имам, за сега имаме 10 играчи пријавено, па се надеваме дека ќе порасне уште нешто бројот. Има ли можеби лимит на возраст или може било кој да се пријави? Дали може да се пријават и дамите или надпреварувачи од поднежниот пол да бидат опфатени? Значи нема лимит за години, нема лимит за пол, така да секој што се осеќа убаво и спремно дека сака да учествува на турнир во овој спорт, слободно може да не контактира и натаму секој му објасниме. Значи слободно може за секој. Значи овие турнири всушност вие кои што ги организирате се еден вид и на промоција на самиот спорт како билјард. Збориме за професионално спортување билјард. Да, точно така, ова значи плюс е и промоција, сакаме овој спорт во нашиот град да прерасне во нешто повисоко и затоа се трудиме и со се ова што го организираме да се дознае, да речам, во нашиот град, така да вие како телевизиски медиуми стварно многу ни помагате со ова и добиваме стварно и повици и пораки и се околу билјардото од вас медиумите, социјалните мрежи и се тоа. Така. И сега спомнавме за целите претходно во првиот дел од разговорот, а тоа е нели дека клубот по полека веќе расте во нешто повисоко од тоа што сте го започнале. Констатиравме дека можеби просторот ќе биде премногу мал, веќе ќе треба да се размисли за поголем простор за втора маса. Што и како веќе размислувате и со развојот на овој турнир всушност вашиот? Дали можеби еден ден размислувате да биде и национален или регионален барем за почеток? Значи, дај Боже да се случи нешто да идеме повисоко. Значи ние сакаме, затоа и се трудиме сега со се ова што го правиме, да пораснеме во нешто повисоко. Како што кажа колегата Љупче, значи прво треба бројот на членови да порасне, а потоа за земање друг простор и плюс маса би било многу лесен проблем за решавање. Така. Значи најголем сега проблем да речеме тоа што ни требаат многу повеќе членови за тоа да се оствари. Да. А кога би се тоа остварило, секако би било пуштен оглас за турнири ни секаде во Македонија, секој што ќе сака да учествува нема да биде проблем никаков. Така.
Дали може би размислува некоја акција за промоција на билјардото? Ете видовме дека од бојкарите нели има некои акции низ училиштата каде што ја промовираат бојката, исто фудбалерите тоа го прават. Дали може би размислувате пред се кај помладите, бидејќи билјардото станува збор за еден, може би да речем и како шахот каде што треба доста да биде нели и психички да бидете спремни, и тактички да бидете подготвени, значи зборам за некој спорт кој што е малце поспецифичен за разлика од оние популарните спортови. Да, значи точно така. Треба да бидеш доста концентриран за оваа игра, секако. За такви промоции се уште сме ние нови во ова, до сега не сме размислувале, али еве ви благодарам за идејата, би било добро тоа да го направиме. Така. А иначе не сме размислувале. Може нешто да се направи околу тоа за да може да се промовира на сите можни начини. Што друго можеме да очекуваме кога во прашање клубот? Дали до крајот, еве ова е 27 април, дали до крајот на 2025 година ќе има и други турнири кои што ќе ги организирате? Значи за ова 2025 година ние веќе имаме организирано програма каде што се наменети 5 турнири. Овој сега на 27 април ќе биде вториот. Така. И ќе имаме уште 3 до крајот на годината. Ќе биде нешто, ќе правиме нешто да биде интересно, придобивно за сите. Ќе се измислат некои нови работи, секако тоа и ќе биде интересно. Спомнавте дека ќе започне во 10, може да заврши до полнок. Колку треба еден надпреварувач да биде подготвен за едно такво темпо да издржи? Па тоа е многу тешка работа, точно. Значи започнува секој турнирот са бали околу 10-11 часот и трае секој до полнок. Значи ние не сме имале многу искуства, ние сме имале, ова ќе биде трети турнир кај нас во нашиот клуб, али еве пред сите турнири, претходните 2 турнири се траеле толку време, значи околу 11 до 12 часа. Затоа и кажа колегата дека најстариот член, нашиот мајстор Цане, така. Значи сите му капа симнуваме на него, со 12 часа во клубот да бидеш концентриран за тоа, треба да си стварно нешто многу спремен. Така. И сега како вие се подготвувате и ете кога пример нели кога ќе се надпреваруваш, кога особено во некоја егал борба каде што се решава можеби за медал, можеби за влез во финале и така натаму, колку треба си и што најчесто вие како рутина правите за да бидете да ги отстраните сите тие нели особено кога одите на некој државен турнир, претпоставам има публика, можеби има навивање или други работи, нели колку можеби треба да сте сконцентрирани внезени во самата игра? Значи, како што кажа мојот колега, значи играта што ја представуваме ние во нашиот клуб е една, кога идеме на државен турнир е сосема друга. Али еве се трудиме. Сега пред една седмица бевме во Скопје на државниот турнир. Јас стигнав до 8 на финале, таму ја загубив играта, али сепак тоа за мене е премногу голем успех. Али тоа ја што кажувам, секогаш прво мора ти да ја победиш тремата, после другите играчи. Така. Али еве се уште имаме таа трема и не знам, мора да работиме на тоа. И бидејќи со тремата не си доволно концентриран на играта, да речам си како стегнат целиот. Јасно, не може да се опуштиш во самата игра. Точно. А треба да бидеш опуштен за да достигнеш тоа што можеш да го прикажеш. И сега во финишот на разговорот спомнавте 8 на финале. Кои се други ваши позначени успеси можеби или колку време се надпреварувате веќе по вакви турнири? Сме биле исто на 3 државни турнири како клуб. Така. Бидејќи моравме да имаме клуб за да присуствуваме на турнирите. Исто имавме еден турнир во декември, го игравме и тимски и посебно, тој беше така мешан. Исто стигнавме и таму до 8 на финале, беше супер. И на првиот турнир сега во јануари стигнавме исто доста висока позиција, мислам дека беше до првите 30 двајца влеговме, али имаше многу играчи на првиот турнир, околу 117 мислам дека беа играчи. Ние влеговме во првите 30 двајца, за влез во 8 на финали изгубивме. Така. Тоа се до сега најдобро постигнатите позиции во трите турнири. Сега сакаме да се потрудиме да стигнеме што повисоко, па дај Боже да донесеме и некој медал, сепак го представуваме градот, сакаме да биде супер се.
сега кога спомнавте на кратко уште едно прашање 117, 120 на први рувочи, значи може да констатираме дека на таквите турнири има голем одзив. Меѓутоа некако билјардот како спорт не е толку можеби експонирано, не е толку можеби луѓето не се запознани, повеќе го третираат како нели за забава. Точно. Си плаќаш 200-300 денара, 1 час, 2 часа по оние нели народски кажано флипери, си играш и си одиш дома. Некако да не е толку многу експонирано пред се во јавноста. И граѓаните едноставно не се запознани дека пред се постои билјард, меѓутоа како клуб професионално. Значи вака ние на државни турнири, како што кажа колегата, имаме пријатели од клубови од Струмица, од Прилеп, од сите други градови. Значи во тие сите други градови самите луѓе го гледаат билјардото како спорт, а во градот Штип го гледаме како забава. Затоа ние сега сакаме со ова се што го правиме да докажеме дека билјардото е сериозен спорт. Така. Не велам дека не е и забава, али ние, еве јас, Лјупче и сите членови не го гледаме како забава, ние го гледаме како професионален спорт и сакаме да се бавиме професионално. И затоа овој клуб повикува членови што сакаат да се бават професионално. Така. Да не биде за забава. Така. Дали можеме да видиме дека во иднина да излезете и надвор на некој меѓународен турнир? Размислувате ли во таква? Се надеваме да секако размислуваме позитивно и размислуваме за повисоки успеси. Се надеваме дека после државните турнири би можеле да одиме и на меѓународни, би било супер тоа искуство да се доживее, али еве прво да се држиме овде на државното, овде да се уклопиме, така. Па после може да размислуваме за меѓународно. Ќе ви се заблагодарам на вас за одвоеното време, за можноста се ова што го правите поврзано со билјард, уште еднаш ќе ги повикаме, значи на 27 април, недела со почет околу 10 часот започнува вашиот втор за оваа година турнир кој што организира билјард клубот Штип. Да, ви благодарам уште еднаш на вас за поканата. Се надевам ќе правиме повеќе емисии и ќе се дружиме. Така. Почитувани гледачи, ова беше се од денешното издание на спортскиот магазин Трибина, кој што го посветивме во случајот на билјардот како спорт и на првиот клуб кој што го доби градот под Бисерот, тоа е билјард клубот Штип. Останете понатаму со програмата Дневна телевизија и пријатна вечер.